Црногорскиот специјален обвинител Миливоје Катнич директно ја посочи Русија за вмешаност во обидот за државен удар во Црнагора пред изборите во минатиот октомври, што според него имало цел да ја донесе опозицијата на власт и да се спречи влезот на земјата во НАТО. I sada imamo dokaze da stoje nacionalističke strukture iz Rusije, ali da su uključeni određeni državni organi Rusije na određenom svakako nivou. Изјави Катнич за независната телевизија Прва ТВ. Кремљ вчера ги отврли тврдењата на Катнич, оценувајќи ги како апсурдни и демантира какво било мешање во внатрешните работи на Црнагора. Имено на 16 октомври, денот кога во Црнагора се одржуваа парламентарни избори, властите уапсија 20 лица од Србија кои беа осомничени за планирање напади врз државните институции. Катнич изјави дека руските државјани Едуард Шишмаков, кој користел лажно име, и Владимир Попов ја координирале акцијата од Србија и оти потоа им било дозволено да се вратат во Русија, иако биле притворени во Белград. Во октомври, на 3 дена пред изборите, Мило Ѓукановиќ, кој тогаш беше премиер, ја обвини Русија за уфрлање пари во изборната кампања во Црнагора, во обид да го спречат за членувањето на земјата во НАТО. Во интервју за Reuters, Ѓукановиќ тогаш изјави дека опозициони партии се финансираат од Москва. Русија je ангажовала озбилјан финансиски потенцијал кој je, pretpostavljam, da kažem, instrumentalizovan od strane njihovih oligarha i koji je dospio u Crnu Goru tajnim kanalima preko Srbije i preko Republike Srpske. Dakle, imam razloge da vjerujem da je u pitanju novac sumnjivog porijekla, ali da nije riječ samo o akciji oligarha, nego da je riječ o organizovanijoj akciji govore i političke poruke koje smo čuli iz Moskve. Опозицијата во Црнагора пак го обвини Ѓукановиќ дека го фабрикувал државниот удар со цел да остане на власт. Инаку деновиве и британски телеграф пишуваше за заговорот во Црнагора, повикувајќи се на извор во британската влада, кој ја потврдил улогата на Русија во обидот да биде соборен Ѓукановиќ и да се спречи влезот на Црнагора во НАТО.